По првиот извештај на Агенцијата за медиуми, во заклучокот на адхок телото за контрола на медиумите за предвремените парламентарни избори ќе се потенцира на трендот на подобрување на избалансираноста во известувањето. Адхок комисијата денеска во полн состав ги разгледуваше првите извешти од вкупно 10 за 18 радиодифузери. Оценката за поголемиот дел од членовите е дека целта е постигната. Во централните вести застапени се различни политички мислења. Во текот на денешниот ден, можеби утрешниот ден, ние како членови на привремената комисија го разгледуваме извештајот за првите 10 дена за известувањето на медиумите. Моја лична оценка е, а тоа мислам дека се гледа и од квантитативните оценки во извештајот, дека има значителна промена, подобрување во начинот на кој што медиумите пристапуваат со застапеност на разни ставови, на разни видови на партии, коментатори во вестите, така да мислам дека ако тоа беше целта на формирањето на ова тело, можеме да кажеме дека во голема мерка таа цел е постигната. На крај се разбира, ќе донесеме заеднички заклучок за трендовите, но во моментов, моје лично мислење дека навистина состојбата е променета навистина во насока на тоа што беше намерата на 4 партии потписнички на политичкиот договор. До среда адхок телото треба да одлучи дали и кои медиуми го прекршиле законот, но се поизвестно е дека по првиот извештај ќе одат само со забелешки. Стручните служби на Агенцијата за медиуми во првите 80 дена до изборите во декември наблюдуваат еден дневник околу 19 часот. Во последните 20 дена од изборната кампања ќе се следат 2 паравести во ударен термин. Според договорот меѓу 4 политички партии, настапите на власта и опозицијата треба да бидат приближно застапени, а се оценува и тонот и контекстот на известувањето, дали ставот кон еден политички субјект е позитивен, негативен или неутрален.